Пред се да ви кажам дека јас нема да ставам банер кој што не постоел тука. Ова е таблата на министерството и пред оваа табла ќе се држат пресовите во ова министерство. Расчистивме дека не постои. Што ве кочи вас да ставите нов банер? Зашто мислите дека нешто ме кочи? Јас воопшто не размислувам на таа тема. Добро, устав има име Република Северна Македонија. Зошто не ви ги ставиле? Зошто не Би можеле на некое друго место да го поставите прашањето со некои аналитичари во однос на Преспанскиот договор и да видите дали треба да се стави, не треба да се стави. Во овој момент јас не ставам банер. Министер Келаристра, од последици со оглед дека реагираше Грција, може последица да биде двето на преговорите. Претходно пресконференциите ги државте дел во нови Белзит, зашто се инсистирате таму да истражуваат последици. И второ прашање, објавивте како подкрепа на ова фотографија од Лазаревска, меѓутоа факт е дека тие фотографии се пред уставните измени да стапат на сила. Имате грешка. Немаме грешка. Имате грешка. Може да проверите, значи, во однос на пресконференциите кои што се одржувани предходно тука, може да проверите и датумите на истите, и датумите од самата страна. Што интересно прашање, зашто беше една пресконференција на тој зид. Се сеќавате како изгледаше оваа просторија? Имаше една маса централна со многу столици, немаше ни камери каде да се постават. Тоа беше втората пресконференција на која што дојдоа и повеќе од новинарите и за тоа им благодарам и заради тоа имаше маса од таа страна. Дали страдуваат од последици, може и зошто ето на некој начин облик за замалување на јавноста со овие фотографии? Какви последици? Кон вас, кон државата? Кон мене, од твит. Јас немам твитер. Кон државата може ли Грција да реагираше Грција на ваш подек? Со вербална нота? Новинари. Вие сте едни од најписмените во државата. Проверете што е тоа вербална нота, која што јас никогаш не ја добив, не ја видов, ниту пак беше доставена за јавност. Ама закон, добро, ајде да ги оставиме уставните измени. Законот за употреба на јазиците треба ли да се испочитува? А кога не е почитуван законот за употреба? Ево, заради вас не постои. Не. Само на македонски и на англиски. Ако не сте виделе таблата, не е банерот, таблата е стара. Значи, толку ви е интересна таблата да мислам дека целата јавност ја преплавивме со таблата. 5000 евра е казната за... Во ред, тогаш јас ќе бидам казната. Така? Казната институција да се водите. Во ред, јас ќе бидам казната. Значи, припатите да бидете казнети, само за да не се стави албански јазик. Табла не е. Вака сега да ви кажам. Било која табла или било што ќе се промени во министерството е зависно исто така од буџет, планиран и акционен план за тој буџет. Ма само што рекол дека ќе платите казна. Доколку треба да се плати казна и доколку јас кршам некој закон, треба да платам казна и тоа е сосем во ред. Меѓутоа треба да разгледате дали има буџет, ова министерство, дали е нешто планирано, се обидуваат да направат одреден спин во кој што јас сум обвината за некоја табла која што е истата табла која што секогаш постоела во министерство.